Потребно е малку слободно време и вистинско возило за прекрасен излет во природата. Се разбира кој тоа го сака. Денеска на тест го имаме вистинското возило за излет во природата, но за жал 99% од купувачите на спортско корисните возила не ги возат своите возила на терен. BMW X1, новата генерација, има цела палета на дополнителна и серијска опрема која ќе ве направи да се чувствувате супериорно на теренот. Но поради статистиката што ви ја кажав пред малку, дека повеќе од 99% од купувачите на спортско корисните возила не ги возат на офроуд, ние се одлучивме само најавата да ја направиме на офроуд. Следното што следува е возењето по асфалт. Со новата генерација на X7 BMW ги испегла сите оние мали недостатоци кои беа присутни кај неговиот предходник. Пред се ќе зборуваме за имиджот. X7 кога се појави на пазарот имаше еден атрибут, односно прекар дека е женски теренец. Со новата генерација BMW тоа како да сака да го избрише. Тоа е спортско корисно возило кое би задоволило попрашање на возни својства и окорели мажи. Пред се поради силниот мотор. Дволитрениот турбодизел од 187 коњски сили е многу добро направен да функционира во оваа каросерија. Пред се тоа е и поради 8-степениот автоматски менувач кој забрзувањата ги прави линеарни, а му дозволува на возачот да биде многу релаксиран зад управувачот. Нема да разговараме многу по прашање на управливоста на овој автомобил, затоа што BMW е на самиот врв кога станува збор за управливоста на неговите возила. Инаку, престојот во кабината е удобен, ергономијата е на високо ниво, а играта на чисти линии и класични инструменти го потенцира имиджот на BMW. BMW X7 порано не го ставав на исто рамниште со неговите конкуренти, но сега тој е подготвен да ја превземе улогата на лидер во својата класа. Што се однесува до негативностите, јас забележав според мене 3 негативности. Првата е читањето на дневниот дисплеј кој се наоѓа помеѓу мерачот на вртежи и на брзината. Јас секогаш сакам воланот да ми е во највисока точка можна подесен, па затоа не можам да ги прочитам информациите кои се однесуваат на дневната километража, тоталната километража и температурата на воздухот. Втората негативност според мене е малата седалка. Таа е доволно широка, но нејзината должина не е адекватна. Па затоа цело време ја чувствувам во задниот дел на ногата. Таквото чувство многу и го нарушува комфорот на седењето, но и можноста да се истрпат подолги релации во возењето на BMW X7. Но во сите 3 модуси на возење кои ги има, однесувањето на каросеријата, подпирањето, па и управувањето се врвни.
Кога го возев BMW серија 1 го искритикував по прашање на поврзливоста на забавниот систем со телефонот преку Bluetooth. На таква пречка не налетав со возењето на BMW X1. Едноставно, поврзувањето одеше многу лесно. Како и секој BMW, така и X1 е мала ризница на технолошки остварувања. Не само за безбедноста, туку и за задоволството во возењето. Го спомнав 8-степениот автоматски менувач кој ќе повторам, линеарно ги менува брзините и немате никаков проблем во удобството. Просто чувството е како да возите CVT менувач, односно со континуирана трансмисија, а не класичен со запчаници. Многу ми се допаѓа функционирањето и брзината на менувањето на преносите на менувачот кога го контролирате со прекинувачите сместени зад управувачот. Нивната позиција ви овозможува во секој момент да го смените преносот без да го пуштите управувачот, што дава едно посебно чувство кога сте зад управувачот на било кој автомобил. Инаку подпирањето е малку потврдо, но се однесува извонредно джентлменски на асфалтиран пат. Тестираниот модел е опремен со летни пневматици, па затоа не секав да ризикувам да го возам на офроуд, бидејќи може да има секакви изненадувања. Но на асфалт X-драйвот е вистинско задоволство за секој возач. Тој има сооднос на преносот на силата за прв пат во BMW 60% на предната и 40% на задната оска. Но тој сооднос може да варира во зависност од стилот на возење. Па затоа во секој момент можете да уживате во благодетите на активниот погон на сите 4 тркала. Кога претерувам со брзината, електрониката многу брзо реагира и го стабилизира BMW X1. Искрено се надевам дека ќе имам можност да дојдам повторно на овој пат, но со зимски пневматици со истото возило и да го пробам X-Drive во услови кога има снег на патот. Како што реков, многу е битно да се има вистински пневматици за било кое возило, без оглед на погонот, дали е на предната, задната или на сите оски. Благодетите на X-Drive ги почувствував на студениот мавровски асфалт, но моја желба е да ги почувствувам и на пат кој е прекриен со снег и мраз.